Нов разговор во студио за една убава акција, која практично, зборувам за крводарителска акција, се надврзува на иницијативата на започната од катедрата за педиатрија во 2021 година, која со текот на годините прерасна во традиционален настан со силна поддршка од здравствените работници и институциите, за што станува збор, ќе ни каже Симона. Дарева и крв, подари надеж. Денес кога се случува крводарителната акција, 8 јули од 10 до 13 часот, затоа ни должиме многу, ја поздравуваме гостинката со цел да ве ослободиме и да стигнете на време. Професор доктор Сонја Бојаджиева, детски гастроентерохепатолог и раководител на катедрата за педиатрија. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Која е мотото, докторка, оваа година? Секогаш убави пораки, секогаш силни пораки всушност до граѓаните, што е за 2026? Да, пред се би сакала да ги поздравам сите гледачи на МРТ1 и утринската програма. Прекрасно секогаш еве со вас и повторно и благодарност за поддршката во вакви исклучително важни настани кога ни подавате рака. Како што веќе кажавте, традиционално, значи од 2021 започнавме, ова е 6-та поред крводарителска акција. Практично ние здравствените работници да покажеме една хуманост и да помогнеме на нашите пациенти и секако и ние сме практично потенцијални пациенти и некои сме пациенти. Секогаш е многу важно да се помогне некому. Меѓутоа, кога станува збор за дарување на крв, тоа е исклучително хумана постапка, кога дел од својот, да кажам, дел од организмот, од крвта да се дарува некому. Не само крвта како крв, меѓутоа знаеме дека голем број на крвни деривати се припремаат токму од крвта, кој што може понатаму да спаси живот. Ние некако практично се водевме од таа идеја дека секојдневно гледаме една капка крв дека може да спаси живот. Практично тоа не потикна и од кога станав раководител на катедра да направиме некоја активност. Има и други секако хуманитарни активности, едно од нив е и ова, која што веќе реков 6-та година. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи ова крводарителска акција и токму во летниот период. Ние разговаравме со колегите од Институтот за трансфузионна медицина кога е најпотребно, кога имаат повеќе потреба од крв и крвни деривати. Така дојдовме до некој заклучок еднаш во годината тоа да биде токму летниот период, на почеток некако на летото, не секогаш на почеток прва половина на јули месец. Секако, ние и со студентите имаме и други крводарителски акции и убаво е цел медицински факултет, тука сите се поканети да покажеме една хумана нота на целото. И мислам дека тука добива на тежина со оглед на тоа дека самите здравствени работници, односно организирана е од здравствени институции и од медицинскиот факултет. Така. Значи, катедрата за педиатрија е дел од медицинскиот факултет. Так. И секако, последните години е вклучена и Универзитетската клиника за детски болести. Тука ни е Горан Андонов, доктор Горан Андонов од Институтот за трансфузионна медицина, со кој што секогаш неуморно нешто организираме и други работи. А оваа акција посебно така некако ја започнавме и продолжуваме заедно. Но има и друг предизвик. Од неодамна имаме посебна основна организација, да кажем, посебна гранка на Црвен крст детска клиника. Таа е во склоп на Црвен крст центар. И колку тука има потреба всушност од крв и крвни деривати? Така да сега некако правиме заедно. А колку на детската клиника всушност има потреба од крв и крвни деривати, како успевате да распределите кои пациенти се приоритетни? Секако, како и на сите клиники, тука имаме, особено кога станува збор за на вулнерабилна група на деца, они помалите деца, доенчињата, понатако новородените и секако некои заболувања кои што имат потреба од давање на некој крвен дериват, да речеме изогрупна плазма или инфилтрирани еритроцити, тромбоцитна маса, криопреципитати и така натаму. Значи има и некои метаболни заболувања кои што и болести, особено на хепарот, кои што имат потреба децата да примат соодветна терапија од припремена, да кажем, дериват на крвта. И сега, дали може да се вклучат и граѓани во оваа крводарителска акција или тоа сакам да кажам, да ги информираме, ние да се фалиме дека правиме, меѓутоа сепак да дадеме една поттик за сите граѓани дека
добро е, кој што може, па и оној кој што не може да дарува крв, нека дојде, нека присуствува на тој настан. Го правиме така малку на почеток едно свечено отварање со 2-3 збора кажуваме. Потоа се преминува оној кој што може, кој е здрав и кој што е во состојба да дарува крв, да дарува. Затоа еве ги поканувам сите гледачи кој може да дојде слободно денеска, еве, од 10 часот до 13 часот во амфитеатарот на Универзитетската детска клиника да дојде и да дарува крв. Знаете колку подобро ќе се чувствува човек кога некому еве мисли дека помогнал, спасил живот. Што покажува искуството низ годиниве? Се зголемува јавната свест и кај младите? Па мислам да, бидејќи ете сегде и говориме, ги учиме и нашите студенти да помагат, да бидат хумани луѓе, а особено кога станува збор за дарување на крв или органодарителство и така натаму, секогаш е нешто што е највозвишено што може човек да направи воопшто во својот живот. Значи да дарува, додека е жив, да дарува дел од себе, тој што може, се разбира. Кој што не може, доволно е да биде тука поддршка. Така. Постои ли можност да се прошири оваа крводарителска акција и на други здравствени и образовни институции низ Македонија? Оваа иницијатива? Секако ќе ми биде драго ние да бидеме поттик, да кажем, инспирација и за другите предсе катедри, другите факултети, па и другите универзитети истото да го прават. И така на тој начин ќе имаме многу повеќе крвни деривати во текот на целата година. Знаете, не само трансфузија или хирургија, крвта веќе кажав, сегде е потребна, особено и за адултите, за возрастните. Доктор Бојаджиева, мислам дека веќе упативте порака, меѓутоа еве за крај уште една порака, вие што... што... Па и личната мотивација во сето ова. Знаете, помагајте, бидете хумани, секогаш чувството да се помогне во хумана смисла и во та човечка, веќе не ме разбират гледачите, ќе се чувствувате многу подобро кога ќе помогнете некому. А особено кога ќе знаете дека со една капка крв дека ќе можете да спасите живот. Токму така. Ви благодариме многу и ви посакуваме успешни вакви спроведени крводарителски акции. Се разбира што е можно да долгогодишна традиција. Ви благодарам многу на вистина, па се надевам дека ќе имаме скоро и друг некој настан, па ќе не поддржите Ние сме тука по секој време за вас. Благодарам И токму